Доредовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска моја гостинка да биде пратеничката Бети Стаменковска-Трајковска. Доредовте. Добре ве најдов. Пратеничке, во моментов она што е најактуелно, Македонија се соочува со огнени стихии на десетина места. Буквално сме во отворена битка со пожарите. Кои се вашите последни информации? Она што како последна информација ја имам тоа дека денес владата прогласи 30-дневна кризна состојба поврзана со проблемите околу пожарите. Така. Како ја оценувате состојбата? Се справуваме ли со она што го имаме и како што треба, барем досега? Видете, многу е интересен проблемот кога станува збор за тоа како се справуваме. Да, се справуваме со она што го имаме и со кое што Македонија располага во моменталнава состојба, но пред да детално навлезиме во анализа на проблемот од тоа како ние се справуваме како држава поврзано со пожарите, мораме да се запрашаме зошто е ваква состојбата. Бидејќи во изминатиот период многу бевме критикувани за тоа зошто се прават напори од ништо да се направи нешто. Мораме да дадеме една анализа на тоа дека од она што значеше претходно пеплосана држава, која што пред една година ја наследивме како власт предводена од ВМРО-ДПМНЕ, оваа пеплосана држава да се крене на нозе е многу долг и макотрпен проблем да се решава. Јас морам да кажам дека навистина макотрпно се работи во справување со сите овие проблеми кои што произлегуваат од пожарите, кои се од еден аспект едно секојдневие, да кажам, или природна работа во летниот период. Но мораме да нагласиме дека не само природна работа, бидејќи сведоци сме во овие неколку денови дека полицијата апси луѓе кои намерно ги запалуваат терените во Скопје и околината, од она што се случуваше кај Блаце, пожарот, да има докази дека истото тоа е предизвикано од човечки фактор и на крај прашањето е зошто се прави тоа? Дали има интерес некаков позади тоа за да се покаже нешто друго или мислите навистина од она што сме навикнати да го слушаме во секојдневието во изминативе години наназад, дека нешто тенденциозно се прави само колку да се наруши на оваа држава, да се направи зло на оваа држава, а не да се помогне на државата со справување. Да, владата превзема мерки со справување со сето ова што значи, да, како што кажав, од ништо да се направи нешто, со самото тоа на оние возила кои што претходно, се извинувам, малце тежок термин имаат за мене, бидејќи не сум од таа област, оние адаптирање на стари возила за да се помогне да гасат во непристапни терени, но исто така и сето она што значеше и помош со нови вработувања, мерки кои што се превземаат со стимул за тоа невработените да учествуваат во помагање на овие проблеми поврзани со пожарите, за да добиваат одредени финансиски надоместоци и многу други мерки кои се превземаат едноставно само за да се спречи оваа стихија која се случува во текот на летниот период. Како партија денеска им поставивте и прашање на СДСМ како опозиција, дали можеби некој ќе рече инсинуација или не, но дали можеби тие се вмешани во целата приказка за да направат дефокус од внатрешните проблеми со кои што е факт дека се соочува. Дали е возможно некој да го прави тоа така во Македонија, бидејќи факт е, како што кажавте и самата, во Ѓорче е фатен еден пироман, исто така веќе е докажано дека пожарот на Блаце е предизвикан од оние запалени палети кои што се претходно полиени со некаква течност, значи интенциозно, апсолутно со намера. Возможно ли е некоја партија да прави такво нешто вани? Исто имаше многу наводи кои што наведуваа кон една друга партија која што меѓувреме најавуваше дестабилизации и се и беше симптоматично локацијата на пожарите која што се одвиваше во тотално секогаш апсолутно македонски средини, никогаш во албанска, и имаше натаму наводи, не се докажа ништо, исто беа фатени пиромани, но поврзаноста со партиите не. Дали е возможно сега во моментов некој да прави
такво нешто. Лјупчо, не би ме изненадило. Верувајте, наискрено и најодговорно тврдам дека не би ме изненадило да е тоа така и делумно и сум сигурна во тоа дека навистина треба сите да се запрашаме дали е тоа човечки, бидејќи навистина многу слушаме од нивна страна нечовечки активности кои ги превземаат. Не само поврзано со пожарите, поврзано со многу тажни теми кои ни се случуваа изминатиот период, да се злоупотребуваат и да се користат само за една цел, тоа е вадење на дневно политички поени, кои за жал ги ставија во од нивниот стил и начин на работење и кога беа на власт, ги ставија таму во тој ќош каде што се и се уште тие повторно го прават истото, несериозно, неодговорно однесување за најверојатно однемање желба или немање идеја за тоа што треба да се направи и како треба државнички и одговорно да се однесуваат. Не би ме изненадило дека позади сето овоа навистина стои нешто што навистина не треба да биде таму каде што е, ама тоа е нивна одлука за жал и нека им служи на чест. Една работа е сигурна, можеби и не се пиромани, но пирофили, дефинитивно како што ги дефинираат дел од колегите денеска се. Зошто? Затоа што народски кажано, буквално кажано, долеваат масло на огнот, односно наместо да помагаат денеска, тие се подсмеваа, фаќаа сеир со возилата кои што беа обновени. Имаше реченици како новите противпожарни возила Хермелин на Мицкоски и Ангелов се расипа уште пред да видат пламен со извишник, или наместо вистинска стратегија и опрема власта понуди само парада на старо железо. Да. Значи зборуваме за наводно едното се расипало, другото заглавило на теренот. Овие возила се направени да спречуваат пожари. Во нив има луѓе од ЕБР кои што ги загрозуваат своите животи, ги ризикуваат за да спасуваат луѓе. Вие како да во случај на поплава да се посмевате со чамците што се расипал моторот, или пак не дај Боже во земјотрес, градежната машина на багерот му падна корпата. За жал, ама натаму да работите. Овој сарказам и иронија не соодветствува на настанатите услови во кои што луѓе едва спасуваат живи глави. Имавме и пронајдено јагленосано тело во делот Атаро таму на Ѓорче Петров. Значи, ова не е шега. На страна што имаше и ситуации кога имаше буквално евакуација на дел од пациентите од психијатриската болница. Како можете да си играте вакви играчки во ваква ситуација, наместо да помагате, или веќе ако не помагате, па немојте да одмагате, нели? Да. Лјупчо, јас морам да бидам објективна. Значи, мене ми е втор мандат да бидам како пратеник во собрание и морам да се вратам назад на македонската јавност да и доловам. И ние бевме опозиција. И ние бевме опозиција, но не бевме ваква опозиција, деструктивна, која има буквално тенденциозност само крајно лошо зло да направи. Сеир, буквално. Значи, што се однесува до она како ние во минатото, секогаш кога јас лично кога сум критикувала нешто, да, сум го критикувала, многу оштро сум го критикувала нештото кое што имале многу работи кои беа навистина достојни за критика, но секогаш сме давале алтернатива, секогаш сме нуделе решение. Да, тоа е лошо, но треба да направите вака. Тоа е нашиот предлог. Имено еве сега и вие ова што го зборувате. Значи, во нивните критики кои ги иронија и сарказам кои што го користат за да направат една деструктивност во јавноста, они не превземаат чекоро тоа да кажат барем една пофална реченица за тоа дека се не вас пожарникарите нека ги пофалат, војниците, полицајците, дека се ангажирани дополнително. Никој не спомна дека за оние летала пензионирани луѓе кои што треба да одмараат во својата пензија се враќаат назад за да помагаат. Се подсмеваат за тоа. Во ниту еден момент не слушнавме ние дека има оглас за 400 нови пожарникари ангажирање, дека навистина се превземаат одредени мерки. Едноставно само критика, ама барем таа критика да биде основана или барем таа критика да има одредени факти или нели нешто со кое што да тие би биле во право.
за жал, тие не се во право и навистина не држи нивната, не е издржана нивната критика. Очекувате оваа 30-дневна кризна состојба прогласена да помогне во работите во санирањето, бидејќи ќе има заострување на некои работи, насочување буквално на државата кон гастење на пожарите? Секако, Лјупчо, заради тоа што кога се работи, се гради нешто и нештото има надеж да се реши. Ама ние бидејќи сме сведоци во изминативе години дека ништо не се работело во државава, дека навистина се имало тенденциозно само за да се игра фудбал по кабинети и да се и кошарка игра, да, и да се краде македонскиот народ и македонската држава, да се уништува. Секако дека ќе има надеж кога се работи дека нешто може да се постигне. Ќе се постигне бидејќи подобро ќе биде од она што претходно е како состојба. Да, со овие мерки и активности кои сега ќе се превземаат, состојбата може само да биде подобра. Уште еден антимакедонски пожар паралелно се случува, но не се случува тука, се случува во Европа, во Европарламентот. Повторно, овој пат дефинитивно пироманите се од опозицијската СДСМ и ДУ и оние кои што го прифатија оној бугарски, апсолутно бугарски, тоа не беше француски предлог, кој што всушност е зародишот на оваа цела приказка на се што се случува со Бугарија и со Европарламентот, каде што во моментов почнува дебатата и се отфрла, и тоа е на пат натаму, македонски јазик и македонски вековен идентитет, она што е содржано во извештајот, бугарите го одат дотаму што бараат да не пишува македонската влада, туку да пишува владата на РСМ. Мислам, докаде отиде работава, што значи ова за Македонија, реално гледано, мислам, ова е удар врз демократијата, човековите права, сето она што не го зборуваат, оној кластер 24 од копенхагенските критериуми, не знам, од преговорите, од сето тоа, така што мислам дека тотално забега работава и повторно зборуваме за еден антимакедонски пожар кој што се одвива благодарение на повторно оние кои што, да, и тие кажуваат, се борат сега за идентитетот и така натаму, но исто така, ако се сеќаваш минатата недела, Филипче предложи самиот да ќе се тргне модерен македонски јазик, ама да го извадиме ние многу вековен македонски идентитет, она пазарџиското, оној ајвароносецот од Муртино, нати го, дај ми го работата, за да дојдеме еве сега до ова што дојдовме благодарение на нивниот прифатен француски, односно бугарски предлог. Не би ме изненадило ништо од страна на Филипче и неговиот ментор Заев, бидејќи тие се сега многу сигурно по Дубај со имотите и средствата и се тоа како луксус што може да си го дозволат од што го покрадоа македонскиот народ. Но Лјупчо, не е само овој пожар што треба да се гаси. Има многу пожари што треба да се гасат од она што значи пеплосана држава што тие ја оставија. Имено, сега кога станува збор за ова што го кажавте за пожарот кој е во Европа поврзан со Македонија и сето она што значи за Македонија, верувајте ми, авантурата од 2022 година, која Бујар Османи ја предводеше, а ја поддржа Ковачевски заедно со Бојан Маричич, да не ги заборавиме. Сите тие си имаат своја одговорност, сите тие си имаат и треба да имаат последици од она зло што го направија, поврзано со, еве, овој, убаво кажавте, бугарски договор. Сето тоа што е поврзано и сето тоа што на нас ни се случува на еден, ете ќе го искористам и јас терминот талибански начин да се менуваат нештата, ни покажува и докажува дека сето она што го зборувавме ние како пратеници, македонската јавност, протестите кои се случуваа со се она што значеше против овој штетен договор кој се случи на Македонија, дека е почеток. Ова не е крај. Јас имам такви некои резерви во себе, заради тоа што не би ме изненадило дека барањата ќе одат и во многу подалечен правец од она што значи сега најстрашно за нас. Верувајте ми, последици големи, но наше е борбата да ја продолжиме, заради тоа што
Едно е тоа нешто што се случува и ние ќе се бориме за тоа дека македонскиот јазик, македонскиот идентитет и сето она што нам ни припаѓа во ниеден основ и по ниедна причина не би го менували, не би го дале. Но исто така треба да работиме и на правец на економска обнова на државата, во правец на владење на правото, свесноста кај граѓаните да се менува во тој правец, да се менува во квалитетно образование, да се менува во квалитетна инфраструктура во државата, енергетскиот систем, сето она што беше нарушено да се обновува. Бидејќи влезот во Европската Унија, убаво вие ги спомнавте Копенхашките критериуми и сите тие Мастрихти, да не навлегуваме во таа тема. Значи, нас ни треба многу работа, многу посветеност, бидејќи кога зборуваме 7 години од она што се случуваше претходно, изминатите 7 години се случуваше грабеж, уништување и пропаст на Република Македонија. И ние тоа мораме да го менуваме. Неопходно е да го менуваме заради граѓаните, заради сите нас. Останаа осамени во барањата да се прифати моментот на уставни измени во Македонија СДСМ и Филипче, никој друг веќе не го споменува тоа, тие во македонската јавност и на политичката сцена го спомнуваат. Треба ли да им се нацрта колкава е грешката, бидејќи ај што го направија тоа што го направија 2022 година, но барем да се извинеа, па нели, ке имаше некаква поента, продолжуваат со буквално кажано глава во зид. Вчера Бети се појави Колемишевски, помладиот, тој беше министер, заменик министер за економија во владата на Зоран Заев. На 4 страници напиша кои ќе бидат последиците од внесувањето на бугарите во уставот. Ќе бараат образование, ќе бараат паралелки, ќе бараат пропорционална застапеност во институциите, ќе бараат емисии на бугарски јазик и полека, нели, базирајќи се на оние 200.000 или 100 и колку и да се економски пасоши на македонците кои што имаат од Бугарија. Еве сега, зборуваме за човек од СДСМ, член на СДСМ, кој што беше заменик министер за економија во владата на Зоран Заев и вика: "Ало, луѓе, не се глупирајте, еве што ќе ни се случи." Треба да му нацрта некој на Филипче што е работата, зошто се прават недоветни или сепак можеби и не дај Боже се. Пак е приказката во парите. Значи, првин, убаво е господинот што го направил тоа, но требало да го направи многу порано, отколку денес или вчера кога го направил. Она што сите го знаеме, но еве од другата страна некој малце е тоа лицемерно и морам отворено да критикувам и ќе критикувам, бидејќи секоја задоцната реакција е задоцната реакција. И не е реакција. Молчење, одобрување, од она од Филипче, пак ќе кажам, не очекувам, ама најмалку ништо конструктивно. Од сето она што се случува во самата нивна партија, под негово раководство, или пак од сето тоа за него што се случува, сепак станува збор за човек кој ужива во благодетите на животот со криминално стекнати пари. Пак, неколку пати ние како партија прашувавме од каде му е на господинот автомобилот кој што го вози, марка таму и така натаму. Продаден е во меѓувреме, очевидно за да не боде очи, но 130.000 евра се 130.000 евра, така. Инаку е Audi Q8, најскапата верзија на Audi Q серијата джиповите, случајно и тоа така, но нели. Да. Продаден. Да, и автомобилот е продаден, ама изгледа и некој друг е продаден најверојатно. Па требало да се купи виза од $550,000 во Дубај, се шегуваат. Лјупче, душата им е продадена. Мрежи, да. Не е проблемот тоа. Душата им е продадена заради тоа што да се направи такво нешто, да се направи такво зло на државата во која си се родил, живееш, си створил семејство, правиш нешто убаво. Треба душата да ја продадеш за финансии. За жал тоа они веќе го имаат направено. И што да очекуваме кога неговиот ментор, да ве подсетам, за 18-ти роден ден, за полнолетство, памтите, му подари фабрика за производство на електрична енергија, како беше оно Заев на синот. И сето она, мислам, тоа е само мала капка вода во... Новопечениот Нејмар од Дубај што гради висококатници, така. Али најверојатно пак ќе гледаме некои снимки од познати
за нив познати пејачи, па Така. тоа е Журките бедата. и сето тоа за жал, но уште еден пожар, трет да не речам, што се случува веќе со години во Македонија. Зборуваме за нешто што повторно е она грдата страна на македонското општество, зборуваме за демографијата, која што вие кога ја потикнавте како тема, една горечка тема која што жеже боли, повторно хихи-хаха муабетите, повторно сеирот, она што го кажа како идеја премиерот, размислувам за, не рече ке правиме тоа и тоа, па фатија леле паднаа во несвес за ергените, за сето тоа, нели направија пародија од целата приказка, но еве, зборуваме за еден страшен проблем, фертилитетот, зборуваме за неверојатно зголемен морталитет во однос на наталитетот кој што паѓа надолу, еден реален, конкретен проблем што не е од вчера, но последниве години е апсолутно нели на прво место, а исто како што правеа и со останатите работи, минатата влада не го чепна. Се сеќаваш на оние патиките и кондурите пред влада? Знаеш кои се бројките дека наспроти тогашните до 2016, од 2017 до 2024, дека бројката е зголемена многукратно во однос на иселувањата, а тоа многу значи и околу демографијата, околу наталитетот и целата приказка. Бројките се страшни и тие како бројки јас морам да ги прокоментирам сега и да бидам искрена. Познати ми се заради тоа што како професор по географија долго време и го работев тоа. Кога станува збор за население во Република Македонија. Така не збориш напамет? Не. Сега јас ниту учениците ги терав да ги учат бројките, ниту пак и јас се трудам и пак ми е позитивна добра страна. Позна сакам да кажам баш за тоа. Но тука може да се зборува со тоа се зголемуваат или намалуваат. Во 50-тите години на минатиот век Република Македонија беше во групата на земји кои што има висок природен прираст. За да се има висок природен прираст, многу услови треба да бидат запазени, но она што е страшно, што и со пописите понатаму кои се случуваа во Македонија, имено и со последните информации кои ги имаме, е дека оваа бројка на природен прираст се намалува. И веќе ние влегуваме во една група на каде што се појавува депопулација или имаме многу низок природен прираст и е тоа многу неповолно. Демографско старење. Значи, ова е алармантно кое се случува сега во Република Македонија, но не сега и изминативе години, но еве и од еден друг аспект да го анализираме. Сите држави во светот кои се соочуваат со вакви проблеми, дури и пак со обратни проблеми, да ве потсетам, Кина, например, во минатото имаше еден обратен проблем од висок природен прираст, па има рестрикции за само да имаат едно дете во семејството. Значи, сите држави работат на воведување на мерки кога станува збор за населението. И во Македонија во минатото се случуваа такви активности, но имавме период кога сите добри практики дојдоа едни неспособни и сите добри за трето дете, и сите добри практики од минатото ги прекинаа за да има повеќе за лубриканти. И сега да продолжам. Кога станува збор за овие политики или оваа активност која што се случува или она вие што го кажавте размислувањето на премиерот, дали треба или за воведување на данок, и сето она, значи тоа не е ништо измислено. Сите тие практики ги има во другите држави, но истите се само адаптирани овде и се има желба да се размислува долгорочно кога станува збор за ова. Што значи ние да имаме во Македонија демографско старење? Тоа значи дека, како што би рекле повозрастните, ке нема кој да го изгаси светлото. Нашата држава изумира. Покрај тоа што изумира од ваков простете ми за зборот, трулеж во секојдневието со иронија, сарказам и измислување на некои работи за да се воведе негативна енергија, покрај тоа што се уништувала државата од аспект на економија, образование, инфраструктура и така натаму, еве го резултатот и на сето
она што претходно се случувало. Значи демографското старење. Ни старее државата. Имаме повеќе починати отколку што имаме родени. Имаме повеќе миграција во правец на иселување од државата отколку што нешто друго да ни се случува, да се прави стимул за граѓаните да се враќаат назад во сопствената држава. Нема ништо поубаво од тоа луѓето да се вратат дома. Сите тие што се заминати да се вратат дома, но да се вратат дома треба да се превземаат одредени мерки. Убаво е сето ова што како мерки дополнително кога станува збор за наталитетот, со 6 инвитра бесплатни, со воведување на ослободување на данок, со одредени стимуланси за првородено, второродено, третородено дете, се додека да биде мајката ослободена, се додека првороденото не наполни 18 години. И сето тоа како пакет на мерки кој што верувам дека ќе се зголемува, нема да се остане само на таа тема, заради тоа што за да се менува наталитетот во државата, тој не зависи само од овие мерки, тој зависи и од образованието. Тој зависи и од економијата, зависи и од инфраструктурата, заради тоа што се сите тие еден мозаик на нештата кои што треба да го направат животниот стандард на граѓаните да биде подобар, за да не се размислува едно семејство дали да има 3 дечиња или 5 дечиња. Јас само еден пример ќе ви дадам во европските земји. Многу интересни политики има на аспект на тоа колку повеќе деца има семејството, тие имаат повеќе бенефиции. И сега ако одите негде да купувате на пример билет за во театар, да кажам, или во некој луна парк, колку повеќе дечиња имаат, толку нивниот билет е намален, или за јавниот превоз. Сето тоа ние ќе го правиме. Имаме желба да се прави заради тоа што Македонија не смее да изумира вака како што ни се бројките сега, за жал, не ни одат во прилог. Спомнав образование. Во образование е исто така. Ние треба да имаме еден начин на секојдневие да ни биде колку убаво сите имаат, се има во семејството, например, повеќе дечиња. Она секојдневието, културата која што имаме, културата е еден од факторите кој што влијае на природниот прираст, треба да биде еден стимул, еден мотив за да биде нормално да се има повеќе детно семејство. Но тоа е еден долг процес кој треба да посветено да се работи. Ама и треба да се има поддршка и свесност од сите чинители во општеството, од сите. Колку враќањето на системот, оној систем кој што беше тотално опустошен, девастиран, што велат популарно, ќе значи за целата оваа приказка со демографијата не само за иселувањето, бидејќи факт е дека многумина се иселија не заради тоа што немало работа или такви работи, имаше и нели се, но сигурност. Јас познавам. Она што е најдоброто во западните земји, сигурноста дека утре ќе станеш, се ќе биде како што треба, ништо нема да се промени, оние наши падови горе доле, целото она што се случуваше лошо кај нас. Колку враќањето на системот ќе значи од една страна сигурност да оформите семејство, знаејќи дека и утре и зарутре ќе биде исто и ќе имате добра иднина за своите деца, но и да не се иселувате, да барате подобар систем и постабилен систем во странските земји, во западните. Преге спомнав, нема нигде како дома. Јас познавам неколку семејства кои ја напуштија Македонија, се иселија минатите години, и тоа семејства кои работеа со сигурни и добро платени работни места. Значи, ситуирани семејства ја напуштаат земјата. Зошто? Бегаме заради системот. Самата промена на системот. Значи, сите ние да се менуваме, Лјупчо. Нашето менување значи дека треба да бидеме сите одговорни, ама и сите исти. Дека нештата важат за сите подеднакво. Тоа многу влијае на мотивот за тоа. Она што го гледавме да бети Артан Груби,
она што гледавме со Заев, со Рашковски, со Димова, со може да ги наброиме Војна и мир да напишеме на таа тема. Тоа значеше приказката што правиме тука. 10 часа зборував за тоа и малку ми беа за да говорам за тоа колку се криминал беше правено. Морам да напоменам, Дон Спасовски него ни почнав да го говорам тогаш. Примерот, јас секогаш говорам за тоа, дека јас веќе се земам за пример како политичар, јас треба да бидам пример за останатите во моето обкружување. Мислам, јас така си го гледам тоа и си го поставувам како цел пред мене, заради тоа што ние мораме сите, така ми било, да не бидам погрешно и сватена, така ми било и како професор додека работев. Значи, ние мораме да бидеме пример пред учениците, бидејќи јас никогаш не сум зборувала за дисциплина, какви се учениците пред мене, дисциплината во училницата зависела од мене. Истото и сега кога би го ставила во ова дејствување. Ако јас бидам пример пред другите, секако дека сето тоа ќе вроди некаква рефлексија понатаму. Но исто така, тоа треба општествено сите свесни да бидеме дека сите, без разлика дали било политичар, дали било некој кој што работи во продавница или пак некој што работи во банка, секој треба да биде примерен за добар пример за општеството. Но за да се биде добар пример, треба едноставно да се знае дека во оваа држава нема веќе мито, нема веќе корупција, нема веќе селективност од аспект на тоа да законите важат за едни, ама за внукот на Ахмети не важат законите. Тој може слободно да прави што сака и да купува пола држава, ама другите, нели, значи треба да важат законите за сите подеднакво. Тогаш ќе станува збор за систем, тогаш ќе зборуваме за функционалност. Но нешто што се уништувало со години, мораме да напоменеме дека тоа што се уништувало со години, тежок е патот да се врати назад, ама упорноста мора да ни биде доблес на сите. Мораме да бидеме упорни, бидејќи, како што почнав, нема поубаво место за живење од дома. Морам да ви кажам, мене пола роднини и повеќе ми се надвор од Македонија. И јас многу убаво знам како е да се живее во странство. Како е да живеат отуѓени од својот дом луѓето. На сите сите што се заминати во странство, не име толку многу убаво и розево. Јас верувам дека секој еден од нив би сакал да се врати назад. Затоа да градиме можности македонците да се враќаат назад во Македонија. Јас знам и поинакви примери на луѓе кои што беа фантастично ситуирани заминувајќи на страна, работејќи прекрасни работи таму и кои што се вратија со своите семејства затоа што сватија дека како дома, како што кажуваш и самата, нема и дека во странство каде и да си секогаш ќе си странец. Можеби третата, четвртата генерација некој ќе биде нешто од твоите внуци, но луѓето се вратија, така што верувам дека ќе продолжи тој тренд, имајќи предвид дека полека и државата се враќа на собствените нозе каде што треба да биде, но еве доаѓаат локални избори, верувам дека локалните избори се за жал причина и за дел од работите што ни се случуваат сега. Не би сакал да го поврзувам тоа со пожарите и да правам теории на заговор, но за жал премногу се симптоматични некои работи наведуваат натаму, но еве, за неколку месеци, многу краток рок, октомври зборуваме, го веќе навасавме во скоро половината на јули, доаѓаат локалните избори. Имавме и дел од кандидатите од твојата партија кои што се обелоденети, го чекавме, го дочекавме да го чуеме името, иако предпоставувавме, повеќето знаевме дека се работи за човекот, бидејќи се покажа во текот на овие години и има веќе педигре што се вели во однос на таа работа што треба да работи, човек кој што може да го среди она што некој во меѓувреме го разруши. Зборуваме за Орце Ѓоргиевски, човек кој што доаѓа токму од твојата општина, но и од твојата населба Драчево. Да. Значи, Орце е многу голем посветен работник, тој е навистина голем другар и верувам дека со самото номинирање и силно сум убедена дека со неговото номинирање за кандидат за градоначалник на град Скопје веќе го доби новиот градоначалник. Му посакувам многу голема среќа, многу голем успех, да биде
ист таков како што беше до сега. И верувам дека граѓаните допрва ќе го видат најдоброто од него, заради тоа што тој е еден таков мотивиран лик кој што мислам дека нема лимит, заради тоа што знае навистина посветено да работи, да изнаоѓа решенија и во невозможни ситуации. Тоа се покажа и во општината Кисела Вода и навистина во најголем дел ја реализира неговото предизборно ветување, програмата. Во најголем дел дури и ги надмина очекувањата на граѓаните, заради тоа што и многу работи од она што не било ветено во изборите се реализира во Кисела Вода. Предходеше на пожарите еден пожар токму во СДСМ, во Струмица. Се случи токму при обелоденувањето на дел од кандидатите, се случи со Костадинов и имаше една интересна констатација, тој меѓу другото им посака да освојат барем една општина, актуелен градоначалник на СДСМ, им посака да освојат барем една општина. Ова се неговите зборови меѓу другото, нешто што претходно во интервјуа укажувале луѓе од ВМРО ДПМН звучеше некој сонувал нешто, сега го кажа и од Лјупчо, они имаат проблем со тоа да најдат кандидати за кои ќе се нафатат личности, кои што ќе се нафатат да бидат потенцијални кандидати за градоначалници. Тоа покажува само кај нив дека станува збор за интерес финансиски и ништо повеќе. Ама буквално ништо повеќе. Имаме кандидат за градоначалник од Куманово, поранешен пратеник од СДС, кој што жената си ја вработи. Треба да одговара како директор на службен весник за тоа што го... Тоа е веќе од претходно му стои како одговорност, но да не зборуваме за сето она што го правеше и понатаму како пратеник во периодот кога беше, злоупотребувајќи си ја својата функција и дозволувајќи си да манипулира во јавност и така натаму. Несериозно од нивна страна, но не очекуваме ни ништо повеќе. Впрочем, кој ги води? По лидерот се познаваат многу работи, а несериозноста кај лидерот и она што значи продадена душа за одредени финансии си го кажува. Лидерот кога зборуваш мислиш на Заев, претпоставувам. Во моментов кажав за Филипче, ама секако тоа е лидерот во сенка. Факт, да. Ти благодарам, имаме уште многу теми за отворање. Ќе зборуваме и за ребалансот на буџетот кој што е во моментов, за што се работи, на што е насочен. Ќе зборуваме и за образованието, ти произлегуваш од таа афела. Со нас е пратеничката, одиме со кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е пратеничка Бети Стаменковска-Трајковска. Пратеничке, зборувавме во првиот дел за повеќе теми. Она кое што го најавивме е буџетот и ребалансот на буџетот. Кои се основните ставки? Зошто имаме ребаланс на буџетот и кон што е насочен? Природно е да има ребаланс на буџетот. Заради тоа што се случуваат многу работи. Едно е кога буџетот се предвидува пред Нова година, значи за тековната година. И тој се предвидува, нели, врз основа на предвидливи работи кои би се случувале. Но исто така во текот на годината се случуваат и некои непредвидливи работи и одредени потреби се јавуваат и природно е да има ребаланс на буџетот барем овој период во текот на летото пред одморите. Што се однесува до овој ребаланс на буџет за 2025 година, тоа е еден буџет кој што ребаланс кој што се прави наменски во аспект на тоа да се и доорганизира она работење кое досега се правело во државата, а тоа е да има повеќе акцент на инфраструктурата, на здравство, во делот на образование, во делот на поддршка на
граѓанството, во делот на поддршка на многу субјекти, сектори во државата кои се навистина многу потребни. Ребалансот на буџетот значи многу, и ќе значи многу за граѓаните, бидејќи со него се обезбедуваат средства, еве посебно за младите ќе издвојаме тоа што се обезбедуваат средства по 250 евра за ваучери за 55.000 студенти, 120 нови автобуси, 2 милиарди денари за изградба на факултетите Финки, факултетот за физичка култура, кампусот Мајка Тереза и така натаму. Многу во делот за образование ќе се користат средствата и се зголемени средствата со овој се зголемуваат средствата со овој ребаланс на буџет во делот на образование за тоа што значи малку и финансиски стимул од аспект на тоа за подобра настава да се има или подобро работење во делот на образованието. Многу нешта, она мене ме радува што и сите не засега е тоа инфраструктурата, значи патишта кои што воопшто не биле чепнати изминатите години во државата, да се обноват, да има подобра сообраќајна инфраструктура во Македонија. Настрана од оние големи проекти за кои сведоци бевме во минатото дека само се земаа средства, нели, за оние коридори и ништо воопшто не се работеше. Еве сме сведоци сега дека навистина кога станува збор за овој дел од сообраќајната инфраструктура во Македонија, веќе проектите се задвижени, делниците гледаме дека се пуштаат во употреба. Денеска беше пуштен во употреба еден мост кај Башино село, конечно беше во Велес, така. И сето тоа ни дава таква надеж, да кажам, дека навистина во Македонија се работи за бенефит на граѓаните, а не за бенефит на политичарите, како што беше пракса во минатото. Дали е точно дека правите еден преседан, позитивен, после 7 години прв пат, оно што го спомнавте, не кратите на младите? За прв пат после 7 години не се сече баш кај младите. Секојаш први на удар беа скрати на младите. Тоа беше пракса една за жал. Секако дека младите се во фокусот на работењето на оваа влада предводена од ВМРО-ДПМН. Секако дека не само младите и пензионерите, Лјупчо, пензионерите добија зголемување на пензиите од 5000 денари. Добија исто така и вработените во полицијата, во здравството, во образованието. Има предвидливост на зголемување на нивните финансии. И она што секогаш го велам што се работи е тоа дека куповната моќ на граѓаните се стремиме да биде голема, а не од она што во минатото минорно се зголемуваа примањата, а куповната моќ на граѓаните беше никаква. Една работа која што е дел од твојата професионална наобразба и го работеше долги години, зборуваме за образованието, произлегуваш од таа фела. Стартувавте буквално кажано со една реанимација на апарати, беше како и поголем дел од државните системи, нели? Особено по ние, да не речам, брлјотини што ги направи Царовска, потоа бандата Понив. Образованието една година потоа има ли разлика во однос на тоа што беше, што е направено, еве како човек што произлегува од таа фела? По само неколку месеци имаше разлика во образованието. Имаше учебници за помош. Имаше учебници. Исто така, многу работи имаше. Јас нема да ја заборавам онаа година кога свидетелства немаше за децата. Едно е сега да недостасуваат многу работи, секако, но не смее тоа да биде заборавено. Ние никогаш не смееме да заборавиме дека 21,5 милиони евра Мила Царовска зема заем, за кој прво нешто што беше купено е шкафчиња во Министерството за образование и наука. Значи, од она што претходно се крадело и се уништувало, денес имаме една сосема нова, поинаква слика. Министерката Весна Јаневска и незиниот тим навистина посветено работат. Тоа што значи? Да стигнат учебниците, Лјупчо, до учениците. Не е процес на само да се испринтаат учебници и да се достават. Туку е еден подолг процес кој значи посветено во аспект на тоа дека и воопшто за некои предмети ни учебници имаше, заради тоа што не се работело претходно. Значи треба учебниците да се
конкурси, рецензенти, пишување и сето тоа натаму да не го објаснувам, но тој долг процес навистина бара посветеност. Таа посветеност незиниот тим навистина ја направи и затоа денес имаме поинакви резултати од она што значи како било претходно во образованието. Но не е само учебниците од она што можеме да се пофалиме. Да, географијата беше на удар, токму ти си географичар. Јас многу се бунев во тој дел. Сублиматот, трењето на многу некој се бунев, Франкенштајн. бидејќи навистина сакаа да уништат еден предмет, а не само со тоа да уништат еден предмет, туку да уништат многу повеќе. Сега зборувам повеќе емотивно од мојот аспект од предметот географија, од она што го направија во минатото и верувам дека го спречивме сето тоа. Бевте колатералка на историјата, буквално кажано тогаш, да. Колатералка бевме на Мила Царовска и незиниот инает и незината немање на желба за отворена соработка. Бидејќи, пак ќе кажам, кога бевме опозиција, да, јас критикував дека тоа навистина не чини, дека ќе останат одреден број на наставници без работа, дека не може тоа така да се направи неплански, треба долгорочно да се размислува. Зошто да се уништува еден предмет кој носи одреден бенефит за сите ученици? И дававме предлози тоа како да се менува, но сепак имавме министер кој не беше отворен за соработка, ама затоа ја одведе ситуацијата таму каде што ги одведе во оној ќош што преги го спомнав, на длабока опозиција и неконструктивна. Но не е само предметот географија и останатите предмети кои беа зафатени со таа неизина концепција, за која што направивме одредени промени, слушајќи го гласот на наставникот секако, но исто така слушајќи го гласот на наставникот, на родителите, на учениците, се инвестира во образованието, Лјупчо. Значи имаме 7 нови училишни објекти кои се градат, имаме 20 реконструирани исто така објекти училишни, 4 спортски сали. Сега јас простите ми се служам со листовиве заради тоа што на вистина има премногу информации и премногу од она што можеме да го зборуваме за тоа што сега во моментот се прави во образованието. И имаме надеж дека и студентите ќе можат да уживаат во тоа што значат студентски денови. Студентските денови треба да бидат незаборавните денови во животот. И затоа се стремиме и кон модернизација од еден аспект во образовниот циклус, но исто така и кон модернизација на нивното сместување. Знаете, денешната опозиција ветуваше изградба на студентски град, од кој нит град видовме ни ништо, а не пак студентски. Секако, затоа имаме пак реконструкција и создавање на енергетски ефикасни студентски домови, но исто така и она што значи во Штип нов кампус за медицински факултет кој ќе биде многу добро организиран и сега во моментов овој факултет значи на повеќе локации, кампус кој ќе биде во една локација и тие средства се веќе обезбедени од оној заем кој што го имаме од нашите партнери. Така, тоа значи надеж дека студентите навистина квалитетно ќе ги поминуваат своите студентски денови од аспект на тоа во добри услови ќе се стекнуваат со добро знаење. И на крајот на денот ќе има кој да не лечи кога ќе имаме потреба од такво нешто. Кога ќе имаме добри вакви услови за студирање на студентите, кога ќе имаме една добра ваква визија за цела организација, посебно во делот на образование, бидејќи ние сега тема, ќе доаѓаат кај нас да студираат. А нема студентите сега или средношколците, доколку ги прашаме, уште барем од моите деца можам да кажам, нивното обкружување кое што се, тие уште не започнале со средно образование или само што започнале со средно образование, размислуваат како да одат да студираат надвор од државата заради тоа што таму имале подобри услови за студирање. Македонија има можност да понуди такво нешто,
и за своите студенти, и тоа е еден од тие чекори да миграцијата ни се намали. Еден Се е од тие поврзано, чекори да имаме подобар и поголем природен прираст и да ни остануваат младите во државата. И да се стремиме кон тоа, а не да се игра баскет, да се игра кошарка, а не да се крадат и да се купуваат трговски центри, а не да се прави криминал, зулум на државата, кога може нешто добро да се направи за државата, нели, и да ни останат младите овде. Ти благодарам што беше моја гостинка. Чест ми беше и задоволство. Ми беше Благодарам. чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.